Почитувани гледачи, добре дојдовте во оваа емисија на телевизија Кочани, која верувам ќе представува едно пријатно и мощно и интересно изненадување за сите вас. Ќе разговараме за COVID-19 и како пандемија и како вирус и се разбира како проблем со кој се соочуваат граѓаните не само во нашата општина, нашата држава, туку и генерално во рамките на земјината топка. Имаме навистина ретка и убава можност да поразговараме со доктор, односно примариус доктор Мирко Накиевски, интернист, човек кој верувам дека целиот свој живот му го има посветено токму на здравјето на луѓето и знам сигурно дека многу наши сограѓани каде да го сретнат го прашуваат за совети, го консултираат за одредени проблеми кои ги имаат и со самото тоа тој има една, би рекол, мисија, убава мисија во општина Кочани и добро е да имаме такви луѓе што повеќе, затоа што тие се тоа што значи чекор напред или нешто поразлично од она што е нормално и вообичаено за некои просечни средини. Добар ден и добре дојде во студиото на телевизија Кочани. Добар ден и добро ве најдов. Убаво расположение. Така. Докторе, реков дека штета е што имаме, а може би за тоа сме и ние виновни, што имаме ретка прилика да поразговараме со вас, затоа што секој разговор е буквално добредоден и корисен за граѓаните, за пошироката јавност, бидејќи секојаш од вас можат да се слушнат стручни и квалитетни совети, разговори и така натаму. Па јас се јавувам сега тука пред јавноста да се јавам, да давам некои совети и ватства колку можам да помогнам, затоа што откако се јави оваа пандемија, практично, јас педантно и секојдневно ја пратам ситуацијата и на жалост се водите евиденција за се она што се случува. Молим? Се водите евиденција за и евиденција водам, да, за секој ден. Што е најбитно за да може да се дефинираат одредени прашања. И на колку жалост години сте во пензија пред да продолжиме за тоа? Колку години сте во пензија? 20 години. 20 години веќе во пензија. И постојано сте активен, секаде ви има. Постојано активен и на работа. И на работа и во движење. Да. Редовен член сте на комисијата при Сдруженијето на пензионери во Кочани? Јас сум член и председател на комисија за здравство и стандард при пензионерите во Кочани више 12 години. Така. Член на Републичка комисија за здравство и социјала сум 4ти мандат, терам својата 15-та година таму. Така, нема одмор, нема застанување. Нема одмор и додека може човек треба да работи, да има време за одмор, има време и да работи, трябва да работи. Така, тоа е најбитно. И зашто дискутирате во комисијата најчесто овде во Сдруженијето во Кочани? Кои теми ви се најексплоатирани, така да кажем? Па сега моментално ние пред некој ден имавме комисијата за здравство, сега е актуелна состојбата со COVID-19 и имавме на комисијата на дневен ред материјал кој треба да се запознаат членовите пензионери прво пред комисијата, за некој ден ќе оди на извршен одбор и таму сите членови на извршен одбор после ќе бидат присутни и ќе им се подели материјал за да може они да поделат на председателите на ограноците во градот колку може таа агитација да биде поголема во интерес за заштита на здравјето на луѓето. Значи, углавном здравствени теми, потоа кај нас исто така комисијата има задаток да води за брига за стандардот на пензионерите, поготово на социјално загрозените пензионери, изнемоштените, тие работи и осамените. На жалост, што денеска ги има се повише и повише тие работи. Значи, за стандардот на пензионерите и за снабдување со одредени артикли. Ние секоја година, пред нова година, даваме така наречени социјални пакети. Оваа година, пошто е ситуацијата таква со пандемијата, од друга страна нема поголеми активности други кои тражат материјални трошкови, па се ангажиравме и поделивме една серија на пакети, од 60 пакети на социјално загрозени пензионери, со намера пред нова година да поделиме најмалку уште толку пакети, за да може на луѓето ипак да ги израдувате и тие луѓе да им помогнеме и материјално. Така. Ќе зборуваме за COVID-19, што значи тоа, што е тоа COVID-19, меѓутоа пред да започнеме на тој службен официјален дел би рекол пред малку неофицијално спомнавте некоја ваша баба долговечна со 110 години. Да. Кој е рецептот за долговечност во ова динамично, стресно време?
Рецептот за долговечност е физичка активност, односно движење цел век, здрава храна и добро расположение. Што имало таа бабичка, што имало сето тоа? Сето тоа го имало. Рековте дека имала овци. Па знаете што имало? Она имала работа цел век, затоа што земјоделска фамилија, планински терен, сточар 100 години, значи до пред да умре, за 6 месеци пред да умре, чуваше 100 овци, тие работи. Да. И имаше своја природна храна. Она не купуваше ништо од пазар затровано со хербициди, пестициди, значи собствена храна. Да. И многу не ја интересира ни политика, ни кој е председател, ни кој е што. Политика што не Тоа не ја интересира. И си ја гледал својата работа и затоа долговечно она тераше си работа. Така, ајде сега да се вратиме на онаа мисија која ја зацртавме на почетокот. Што значи тоа COVID-19? COVID-19 уствари болест. COVID-19 наречена од како се јави коронавирусот, па го нарекува COVID-19, болест COVID-19. Иначе тоа е заразна болест, предизвикана од вирус, од групата корона, во групата на SARS-2, COVID-2 тие работи, кој практично е многу инфективен и за денешниот свет е нешто ново. Произлезе од негде, јас не знам од кај што произлезе, да не нагаѓам сега таа Има работа. многу теории, кој ќе ги знае? Има многу теории, нагаѓање, дали е вештачки, дали е природен, дали од животни, дали од што е. Таа работа, науката то прв треба да се каже. Битно е тоа да вирусот е многу активен, налигнен, многу брзо се прилагодува. Он мутира од една варијанта во друга и, нажалост, секоја нова варијанта е се по-опасна и по-заразна од претходните. Така да луѓето треба да имат тоа во предвид во интерес на заштита на нивното здравје. Тоа е, значи, вирусот е производувач на COVID-19. Така, што ја пренесува оваа болест? Сега, Или како се пренесува пособно? Болеста се пренесува углавно на два начина. Во 90% од случаите болеста се пренесува по пат на така наречени аерогени или воздушни капкички. Ние кога зборуваме, кога се смееме, кога тие работи, постојано од нашето уста излеват ситни капкички, така наречени аеросоли, кои ние ги гледаме, не ги гледаме со голо око. Со голо око не се види. Меѓутоа, тие капчички пред нас идат на половин метар, метар до 2. А во случај кога кијаме или кога кашляме, тоа е практично како експлозија на организмот. Тие капкички можат да идат до 5 до 6 метри. И од таму произлегува мерката дистанца за заштита од вирусот. Значи тоа е еден начин. Тие заразени капки, кои едно лице ги испушта при говорот, при кијање, при кашлање, ако се ние најдеме во негова близина, во отворен простор, а поготово во затворен, ние ги вдишуваме тие капки, без да бидеме свесни на таа работа и по неколку дена, по инкубација од 1 до 2 недели, додека се вирусот развие во организмот, настанува инфекција и се јавува болеста, тие работи. Втор начин, што е многу поредок, тоа е контактен начин, тоа е практично ако ние баратаме со инфициран предмет со корона-19, со коронавирусот, и не си ги измиеме раците после тоа. Со сапун. Молим? Со сапун. Обавезно со сапун. И тоа добро миење и после дезинфекција по потреба. И ако со такви неизмиени раце ние се фатиме за очи, за нос или за уста, ние го внесеме на сузокожата вирусот. И он практично влегува во нашиот организам. Значи треба му да влезе во сузокожата за да тој влезе во организмот и да почне да се размножува и да прави проблеми по здравјето. Тие се двата начина на кој начин се пренесува. Значи во 90%, може и повеќе случаи, само по таа капков пренос на инфекцијата со тие невидливи капки. Која е најдобрата одбрана од тој пренос? Прво, да кажеме како се манифестира. Добро, во ред, ќе го следиме тој Како се манифестира болеста. По заразувањето со вирусот, во контакт со заразено лице,
и навлегувањето на вирусот во организмот минува еден известен период, така наречен инкубационен период, од 1 до 2 недели, зависи тоа од особините на организмот и од дозата која прими лицето што е инфицирано. Ако оно престои повише у затворен простор, кај што има многу тие капки заразени, оно внесе во себе голема количина на вируси и болеста се развива многу побрзо. Важи, после недела до 2 дена се јавува болеста. Што е карактеристично и луѓето за тоа што не обртат големо внимание, она се манифестира како у почеток како една настинка или обична грипозна инфекција и почнува со течење на носот, затнат нос, кијање, кашлање, солзење на очите, болки во грлото, потоа почнуваат тоа кашлање да биде суво и постепено тоа се зголемува, па онда настанува покачување на температура во почеток 37-38, а после, кога се развие више болеста, температурата надминува над 38 и лицата треба да знаат дека до појавата на температурата до 38 не треба да ја сузбиват со лекови, затоа што тоа е одбранбен механизам на организмот за да може да се справи со вирусот. Значи сам организмот се бори со... Затоа се ствара температура. Така. Сега кога настане воспалението многу поголемо, па доваѓа доле до спушање на инфекцијата во дишните патишта, во белите дробови, во тој случај сликата настанува многу потешка, тоа кашлање се продлабочува, температурата се качува многу, главоболките, болки по мускули, губење на апетитот, малаксаност, губење на тежината и често пати се јавува попратено со болки во стомак, пролив и по некој пат повраќање. Значи сите тие знаци се комбинират и они не се исклучиво специфични за COVID-19, него за тие и претходни инфекции. Тоа е тоа. Затоа луѓето од почеток треба да внимават, ако за 2-3 дена ситуацијата не му се подобрува, во свој случај обавезно треба да се јави кај матичниот лекар, а матичниот лекар треба да преземе мерки, он да го упати на тестирање и навремено лекување од болеста. Сигурно доколку понавремено се открие сето тоа и подобро се лекува. Постои ли ефикасен лек за лекување на ова и кои се сите тие, бидејќи во јавноста имаме многу информации различни што се употребува? И поред тоа што во јавноста и во штампата и во се тие работи се најавуваат вакви лекови, онакви лекови, се тие работи, јас можам категорички да кажам дека за сега не постои специфичен лек за сузбивање на COVID-19. Сите тие лекови се изнудени за тоа што луѓето со тешко треба да се лекуват, али не ефикасни. Лекувањето во главном е симптоматско и за да се спречи секундарната инфекција со бактерии. Ако се комбинира инфекцијата вирусна со бактерии, состојбата на пациентот, на болниот се многу често влошува и често завршува фатално. Значи, специфичен лек не постои. Така да треба луѓето да обрнат внимание, да слушат своите лекари, сручно да се лекуват, да не взимат ништо на своја рака. И сега има лекови од ветерината кои се употребуваат. Пред вчера, уствари, кажаа дека немој да взимате ивермектин, не сте коњи. И точно дека не сме коњи, тие работи. Иако до пред известно време он е многу ефикасен. А не е ефикасен тие работи. Така да, тоа е тоа дека нема лек, него лекарот е тај што треба да насочува и оние колеги кои работат во болница, како ќе го лекуваат болниот, а не он на своја рака. Мене ми малку дали е пропаганда или што е чудно, своевремено објавија дека Трамп е заболен од ковид и за 3 дена колку беше се излекува. Што лек примил тогаш тој председател на Америка и дали е тоа или пак нешто друго? Па јас во таа приказка многу не верувам, пошто како во многу работи што се случуваат во политиката. Да. Тоа е пропаганда. Тоа е пропаганда тие работи, така да некој да изигрува жртва. Таков лек да му е даден, за 3 дена да му помине, а другите да умират, тоа не ми се верува. Не е реално, не е можно. Да. Добро, а колку е битен организамот? Дали секој организам е различен и различно делува на лековите или различно се бори со самата болест?
Видите сега, за да настане инфекција на организмот, по настанувањето на инфекција, уствари, да се развие болеста, зависи од два фактора углавном. Да. Прво реков, од дозата на внесениот вирус, а второ зависи од имунитетот, односно отпорноста на организмот. Секој човек има различит степен на имунитет. Некои имат појаки, некои имат послаби имунитет. Меѓутим, тие што имат јак имунитет и што сматрат дека они нема да се разболат, немој да се лажат, таа работа да се поведуваат по тоа, и они може да се разболат, ако имат јак имунитет. Имунитетот е вродена работа и он може да биде, значи, природен имунитет. Он е два врста, хуморален и хелиски, тука не е потреба да разлагаме повише, и он е различит кај секое лице. Нажалост има и такви лица кои имат многу слаб имунитет или кои немат никаков имунитет. Тие се ретки, али постојат и такви лица, тие работи. Така. Дали може да се поттикне со нешто имунитетот со медицински овие средства или пак со лекови? За да се подобри, тие што немаат тич или што имаат сосема мал? Имунитетот може да се подобри на неколку начина, меѓутим прво да кажеме што луѓето треба да преземат, да се заштитиме. Да се штитиме, Ајде да видиме без а заштита. после се кажеме. Во интерес на заштита на здравјето, да нема такво масовно заболување и да не дојде до тешки последици од заболувањето во организмот, треба луѓето да ги преземат следните мерки, кои се советуваат од страна на стручни лица, на наши еминентни стручњаци, на светски стручњаци и така натаму. А тоа се следните мерки. Јас ќе ги повторам, а луѓето треба стварно да ги сватат сериозно и да ги пременуваат. Кој може да се ги запише ако има услови дома, нели? Молим? Кој може да се ги запише ако има услови? Може да, повелете. Прво и основно што треба луѓето да применуваат, тоа што рековме претходно, да одржуваат добра хигиена, лична хигиена. Особено хигиена на раците со дезинфекција. Тука ќе нагласам посебно ако лицето барата со пари, поготово книжни пари, а парите идат од рака во рака на многу лица, можда десетици, стотици, така натаму. Банкнота денеска може да помине низ 10-20. И парата е една од најзаразните средства тие работи. Да. И по секоја манипулација со пари лицето обавезно да си измие добро раците со сапун и со течна вода тие работи и дезинфекција да изврши. Значи одржување на лична хигиена. Втор метод кој треба да го применуваме, тоа е кога се движиме на улица, во средина, или влегуваме во затворен простор, ние треба да имаме соодветно однесување према условите во кои се наоѓаме. Ако влегуваме во затворен простор, било тоа да е банка, болница, менувачница, амбуланта и така натаму, треба обавезно да си носиме заштитна маска. Во секој затворен простор заштитна маска, без разлика тоа, вклучувајќи го тука и јавниот сообраќај. Апсолутно. Затоа што ние по некој пат настоиме да избегнеме тај јавен простор, да не влеземе. Меѓутим, и кога можеме, треба да го избегнеме. Меѓутим, има моменти кои не може да ги избегнеме. Ние мораме да речеме негде да се возиме, да се превеземе. Или неколку време, 15-20 минути, половин сат у некоја затворена просторија да пресојуваме. А да не збориме за овие што се организираат тамо, диско клубови, тие работи, состаноци, разни веселби, свадби, кај што се седи со сати тие работи. Значи, во затворен простор, обавезно носење на маски се додека ситуацијата не се потпуно смири. Иначе, многу не ни помага другите средства. Што се однесува до отворен простор, маската. Јас во почетокот уште кажав, со првата програма пред пензионерите која напишав, на отворен простор човек ако се движи сам по улица, не се разминува со луѓе помалку од 2 метра, 3 метра, не треба да носи маска. Иако имаше законски обавези да мора да се носи отворена маска навсекаде. Замислите вие шетате сега горе по ридот и да носите маска. Па вие имате повише штета него корист од таа маска. Или некој во нивата работи маска, пак не иде. Тие работи, значи, тоа е во однос на маските таа работа. Да. Дистанцата,
Тоа е трета мерка. Трета мерка за заштита. Трета мерка за заштита треба кога год можеме да ја спроведуваме, затоа што е тоа многу важно и тоа произлегува од тоа што реков дека капките ситни кои не ги гледаме, при зборувањето што излегуваат, они идат 1-2 и повише метри и ние ги практично удишуваме. Затоа е битна таа дистанца, не е тоа случајно измислено тие работи. Добро да е што поголема. Да, што поголема подобро. Понатаму, кога год имате прилика, а има прилика увек и услови, излегнете надвор на чист воздух, прошетете, излегнете у природа. Сонцето и чистиот воздух се лек и здравје, тие работи и за тоа. И физички се активирајте малку, тоа што ќе одите, имате само корист, немате штета. Од лежање фајда нема тие работи. Да. Друга мерка, која е понатамо исто важна. Многу важно луѓето да сватат, сите, што повеќе проветрување на просториите во кои престојуваме дома или во просториите кај што работиме. Било тоа да е кабинет, канцеларија, у школите, да речеме сега, ако школите почнат со работа со присуство на учениците, на секој одмор, ако по мој предлог да речеме, ако треба нека го скратат часот за 5 минути или 10, ама нека дадат по секој завршен час така, да се отворат прозорите, да се проветри прозорите. Тоа е многу важна работа, превентивна мерка. Да. Понатаму, ради подобар имунитет и заштита на здравјето, човекот треба да употребува здрава храна, чиста здрава храна, која главно основата да му биде зеленчук и овоштие и друга здрава храна и треба да има редовни 3 до 5 оброци. 3 редовни и 2 меѓу оброка од овоштието и работи, затоа што на тај начин ние си го штитиме организмот и си го појачуваме нашиот имунитет за кој зборевме. Значи, здрава храна, употреба на чиста вода за пиење. Сега, тука има некои норми, треба да пиете 2 литра дневно, некои вика 3 литра дневно, ја не викам ни 2, ни 3, ни 5, ја викам увек пиете вода која ви се пие, не мој никој пат да жеднеете. Па дали ќе биде тоа 2 литра, дали ќе биде 3 литра, оти вие и храна ако взимате течна и тоа ви е вода, ако пиете не. Значи, водата ви е најдобар и најкорисен пијалок што постои на светот. После неа идат домашните чаеви, малку засладени или засладени со метине, и не со шеќер, избегавајте со шеќер да засладувате, и нашите домашни сокови, тие работи кои не се практично хемиска материја, кои не немаат хемиски состав во нив, чиста природа. Тоа е заштита од тоа. Понатаму мерка која треба да се спроведува, само малку да видам, послужете се слободно. Да си подсетам, да не прескочам нешто. Многу мерки се така. Добро. Пиење рековме и уште последната мерка е во интерес на појачање на имунитетот, редовен, дневен, неделен и годишен одмор. И обавезно секој човек, ако сака да има добар имунитет и заштита на организмот, треба да има сон од 6 до 8 сати и тоа ноќен сон. Да. Не преку ден да спиеме цел ден. Различно е денот. Преку ноќ. Како што прават младите. Да, тоа е. Значи, тие превентивни мерки, што сите треба да ги спроведуват, а мислам дека апсолутно не е тешко да ги спроведеме апсолутно, само ако не сакаме, може да не ги спроведуваме или ако си тераме инат со науката тие работи. И бидејќи покрај сите тие мерки болеста знае да напаѓа, секогаш е потребна и одредена превенција која се спроведува од страна на надлежните министерства или служби за здравство. Да. Овие мерки кои ги дадете, тие се заштитни мерки. Да. Превентивни мерки, превентивна мерка за од COVID-19 за сега, а не за сега, него само и од секоја друга заразна болест, тоа е така наречената имунизација или вакцинација. Сведоци сме во последно време дека со разни
прописи, укажувања од Комисијата за здравство, мислам за Комисијата за заразни болести, дека луѓето се повише се вакцинират и владата донесе некои по моje изнудени мерки, ама практични за луѓето да почнат што помасно да се вакцинират тие работи. Вакцинацијата е единствена превентивна мерка која треба да се спроведе. Нажалост, ние многу касно почнавме со вакцинацијата, од кои причини тоа нема да навлегувам се тие работи. Се дискутира на други нивоа. Да, нема да. Меѓутим, треба да настоиме обавезно што помасовно да се вакцинираме. Сега постои дилема во народот тука. Која вакцина е подобра, која е полоша? Тука постои еден ли место тие прашања, која е подобра, која е полоша? Постои во светот еден антагонизам. Западните вакцини, енглески, амерички, они се подобри во однос на источните, руски, кинески и така натаму. А јас не се слагам со таа работа, апсолутно. Оти науката си е наука, а треба да се почитува науката и тие науки на сите земји не треба да ги подценуваме. Значи, сите вакцини се ефикасни, некоја помалку, некоја повеќе, сигурно, како што ние не сме сите исти, и вакцините не се сите исти. Некоја имунитетот е поголем, кај некоја помал. Сега, према тоа што се кажува, има 60, 70, 80, 90%, меѓутим, секоја вакцина е корисна. И треба да се прими таа вакцина у тај момент што ја има тие работи. Треба на располагање. А екипите кои ја вршат таа вакцинација, они знаат према луѓето, према возраст и се која вакцина ќе му дадат, без ние да наложуваме која вакцина сакаме. Значи, тоа е во однос на вакцините. Сега, дали се штетни вакцините? Вакцините опште не се штетни, апсолутно. Сега, кога ќе ве боцнат малку што ќе заболи, може да се деси по денот на вакцинација, ден, 2 или 3, да добиете мала локална реакција или да добиете малку треска, температура, како при секоја вакцина децата што ги вакцинираме, да се разбереме. И тука може да се јави, меѓутоа тоа е апсолутно безазлено и нема проблем. И за тоа треба што помасовно луѓето без страв да се вакцинират. Сега, ќе кажам и тоа да има одредени лица кои има така наречена алергична диатеза на организмот, што се преосетливи на многу субстанции. Тие лица е ризично да се вакцинират и мислам тимовите кои работат со вакцина, тие лица не ги вакцинират за тоа што може да се деси незгода, пациентот нешто да има некои последици од таа работа, моментални или одложени и за тоа. Меѓутоа тоа екипите што работат, они се за тоа инструирани и они таа работа ја важат. Значи тоа е во однос на вакцината и треба немој да имаме резерви и страх. Пак ќе повторам, сите да се вакцинираме што помасовно. Кој е бенефитот од вакцините? Прво, се заштитуваме себе си, заштитуваме ги своите, блиски во фамилијата, заштитуваме ги комшиите и пријателите, индиректно, а тие индиректно, ако се вакцинират, па нас не заштитуват. Тоа е голем бенефит. И луѓето, ако се вакцинират во процент над 80% во државата, во тој случај ќе стекнеме ние колективен имунитет. Тај колективен имунитет ќе ги заштити тие другите 10-15% што не треба да се вакцинират и не може да се вакцинират од оправдани или неоправдани причини. Друг бенефит од вакцината што е многу важен е тоа да ако се вакцинираме на време, ако се вакцинира целото човечанство, нема да му се даде шанса на вирусот он да мутира и да се јавуват нови варианти кои се поопасни и поопасни. Ние сега имаме многу малигна делта варијанта, која кај нас у последните денови 10-15 дена коси зима огромен замас, тоа е во цел свет. На повидок е друга варијанта, така наречена ламда варијанта, која појдува од Јужна Америка од пери и она се шири више низ светот. Има Јужна Америка, има Северна Америка и утре може да тропне и на европската врата и на нашата врата. Значи тоа е бенефитот на вакцината да се спречат мутацијата на вирусот, да нема нови по-малигни варианти. Така. Меѓутоа многу луѓе стравуваат дека
има некакви нуспојави од вакцините, дека има ли некакви последици врз човек кој е нормален, кој е здрав во смисол нормален од здравствен аспект, нема некакви, не знам, болести проблематични? Нема никакви последици. Сега, имаше да речеме AstraZeneca предизвикувала тромбози, тие работи, тоа. Меѓутоа, да се разбереме, нема најдобар лек на светот, нема најдобар лекар на светот, нема најдобра вакцина. Да. Тие тромботични процеси кои се јавиле, да речеме, на 250.000 случаи еден тие работи, па таа тромботична реакција можела да настане он без да се вакцинира. Да. Тие работи. Или ако се земе тоа, да речеме, 250.000 во еден случај, он се излекува, тоа ипак не е проблем таа и не е проблем да луѓето да не се вакцинират и да се плашат од вакцината. Бидејќи најчесто се движите меѓу пензионерите овде во Кочани, па и пошироко, какво е кај нив расположението за вакцинирање? Дали се сите подготвени или има луѓе кои се сомничави, скептични дека можеби е опасно, можеби ќе им предизвика некаков проблем здравствен? Па добро, во почетокот имаше резервирани доста пензионери таа работа. Ви приоѓаат и да ве консултираат? Молим? Ви приоѓаат и да ве консултираат? Приоѓаат сигурно. Да, прашуваат, доктор, што да правам? Меѓутоа, во последно време, кога гледат каква е ситуацијата и што се случува, се повише и повише луѓето се вакцинират. Затоа и ние преземавме една акција на луѓето, на пензионерите, да им советуваме, да им кажеме дека нема никаква опасност и дека треба да се вакцинират. И јас сум радосен со тоа што се повише, поголем број на пензионери го прифаќаат тоа и се пензионират. И се не само пензионери, него целото население се повише станува свесно дека треба да се вакцинира и вакцинацијите ни се во еден постојан полет. И јас пак апелирам на целокупното население, човечанство, вакцинирајте се, не се бојте, имате само корист, немате никаква штета. Така. Верувате ли дека ќе дојде време кога тие сега се, како ги популарно нарекуваат, антиваксери, кои категорично велат дека нема да се вакцинираат, дека ќе дојде време кога сами ќе одлучат дека вакцината им е потребна, без да ги тера ниту некоја власт, ниту некои доктори? Како во секоја друга работа и кај антиваксерите има фанатици и тие што се фанатици, они ќе си останат такви. Меѓутоа, еден добар дел од нив, они ќе се поколебат и самите се вакцинират. Тие работи, оти човек денеска мисли едно, па кога види дека тоа така не е, па утре се предомисли, а за после неколку дена уште повеќе се предомислува, така да таа работа за се си треба некое време да допомине, па да работи, да се дојдат на свое место. Така, доктор, очекувате ли, да речеме, за колку време очекувате да помине овој бран или воопшто да се реши на некој начин проблемот со пандемијата и така натаму? На база на ваши искуства. Овој бран, на жалост, ќе потрае сигурно уште едно 10-15, може и 3 недели тие работи, за да почне да спласнува тие работи. И после треба известно време он да дојде на едно ниво како што ние дојдовме негде во јуни месец од претходниот, од третиот бран. Да. Меѓутоа, вирусот е тука присутен меѓу нас. Ние мора да се навикнеме да живееме со вирусот. И тоа не уште месец дена, не уште 6 месеци, уште година, 2-3, можда и повише, да се разбереме. Во историјата на медицината која ги третира епидемиите од првата пандемија во светот, односно пандемиите, од првата пандемија во светот на шпанскиот грип 1918 година, 1918 година, ниедна пандемија не е завршила за помалку од 3 до 5 години. Па према тоа и оваа година и оваа пандемија нема да заврши. Она може само да се намали и постепено да исчезнува, а може вирусот да се одомаќени и да не биде како сезонскиот вирус присутен, меѓутоа во тој случај он нема да прави такви проблеми како сега, затоа што на овој вирус сега што се јави како нов, луѓето во светот не се опште навикнати, односно организмите не се прилагодени. И он се јави како невидлив непријател кој е многу моќен и тука си ја видовме и ние нашата слабост како луѓе. Се тие работи дека се справуваме, се мислиме кој знае што сме постигнале се тие работи, а еден вирус ни кажа дека сме во целина слабо сушество. Така. Докторе, дали ли кажавме се или има уште многу да се каже за на оваа тема? Па има да се каже повеќе работи, ама јас мислам гледачите доволно кажавме да не ги замараме тука. Така. Тие работи,
за тоа што ќе станеме подоцни ако многу збори. Никогаш не е досадно кога се зборува за здравјето, бидејќи сите се бориме за него. Кога човек е здрав, има се, како беше тоа, кога човек е болен има само една желба да оздрави, а кога е здрав има 1000. Да. Не знам, кариера, пари и така натаму и така натаму. Јас ви благодарам за разговорот, верувам дека кочанчани пошироко регионот кај што не гледаат, навистина ќе ги применат вашите совети, затоа што се корисни и за нив и за сите, за целата околина, за целото општество, како што велите вие, за целото човечанство. И дај Боже да бидеме здрава нација која ќе се одбрани успешно од пандемиите, од заразите. Благодарам и јас за гостопримството, за тие работи и мислам дека луѓето ипак ќе прифанат, голем дел ќе го прифанат тоа и ќе го спроведат на дело и ќе ми биде многу мило ако тоа биде, за што поскоро ние од овај проблем да може да се ослободиме или да го ублажиме. Така. Почитувани гледачи, тоа беше разговорот со примариус доктор Мирко Анакиевски, човекот кој има огромно искуство и кој навистина секогаш е корисно да се слушнат неговите совети, затоа што тие може да донесат само добро. Уште еднаш благодарам за вниманието со кое не следевте, пријатно и довидување.